Нека си одговори секој еден од вас на прашањето дали денес, по повеќе од 3 години, живеете подобро. Одговорот однапред го знам и тој ќе се испише на 15 јули. Ова не е игра на поголемо или помало зло, туку промена која ќе донесе повеќе победи и заеднички успеси, зашто сигурно е дека со нив нема да биде подобро. И колку повеќе тие да ја ставаат раката на срце се колнат во најмилото, знаете дека толку повеќе не ја говорат вистината. Тие сакаат да си играат со стравот, за да го сокријат сопствениот страв, а исплашени се, требаат бели знамења. И ќе кажам не подценија затоа што го подценија својот народ. Ова кога влегов пред повеќе од 30 месеци, решавав огромни проблеми, жални човечки судби, прогони врз патриоти, газање на опозицијата. Мислеа дека ќе не скршат, ама не обединија. И тие што беа со мене знаат како почнав, скромно, но со силна инспирација и верба. И рекол, буда пркост, токму овде од истокот, со многу скромни ресурси и автомобил кој ни се расипуваше. Но врутокот стана поток, а потокот стана река. Денес се надојден Вардар, кој ги носи сите остатоци од корумпираната криминална реалност. Оваа кампања ни покажа јасно дека народот е определен да се ја врати државата назад. Многу луѓе ми приоѓаат, стотици илјади. Сакам да кажам, ВМРО ДПМН има отворени порти за сите. Штабовите се отворени. Ова веќе преоѓа во обединување на народот против однонародената власт. Предупредувам, власта паѓа, а кога знаат дека паѓаат се најранливи. На 15 јули победува ВМРО ДПМН и обновата. Сакаат да направат дисконтинуитет на насилството и криминалот и да предадат власта мирно. Затоа што секоја нивна акција ќе предизвика реакција, а не ни треба било какво влошување на носите затоа што земјата има доволно проблеми за решавање и не ни требаат нови. Истрававме, издржавме и ќе победиме.